Ковид бурата во градот под Марковите кули не стивнува. Со безмалку 330 починати од почетокот на пандемијата и со секојдневен огромен број на ново заразени, Прилеп останува на врвот од црната скала. Прилепчани пак како веќе да се навикнаа на ваквата состојба. Признаваат дека се вознемирени и испаничени, велат дека максимално ги редуцираат контактите, но причината за ужасниот хаос главно ја гледаат во себе. Не се чуваме, не се вардиме, не внимаваме, не почитуваме ни мерки. Опчето кој ќе се замота, после тешко се одмотува. Тоа знаете како оди, како се шири. Од еден на друг, на трети, дури да се сузбија, тоа малку време треба. А ова работа не е за туку така да се гледа површно. И навистина е сериозно и озбилно. Во гужви никако влегување, по потреба појди, земи нешто што треба и беге. А Прилеп е најоптеретен, затоа што сите се тутунари бе. Сите се на грбо испотени. Сите што се испотени на грбо, сите се корона. Тие овде во Прилеп работа, нема персонал. Не. Се гледа, малце се доктори, простор. Шодик има простор, доктори нема. Јас ја прележав короната и уплашена сум за тие што не ја прележав. Сите да си вода сметка да не се доведа во позиција да биде заразени. Мада не можеме да се дочуваме. Не знаеме од која страна може да не нападни. Според градоначалникот Илија Јовановски, со ваков драматичен подем на заразата, Прилеп најверојатно ќе бидел и првиот град кој ќе се стекнал со колективен имунитет. Инаку и денеска ковид одделите во Прилепската болница се полни. Според директорката на болницата Кети Смилеска, во моментов хоспитализирани се 116 пациенти. Од нив 93 се на кислородна поддршка, а слободни се 14 кревети. Во дневната болница се лекуваат 118 пациенти, а модуларната болница се уште не е во функција. Денеска починале 3 пациенти. Иако во изминатите недели на неколку пати беше најавувано дека модуларната болница е комплетно подготвена, сепак, според она што го дознавме утринава од директорката на болницата Кети Смилеска, таа конечно ќе биде ставена во употреба в петок. Освен ова, во изминативе денови, бројни се реакциите на социјалните мрежи, каде прилепчани се жалат на несоодветните услови за лекување на хоспитализираните пациенти и токму тоа го наведуваат како една од основните причини за загрижувачката смртност.